Добар ден, драги ученици! Јас сум професор Силвана Ѓоргов од Средното училиште на град Скопје Вадо Тасевски. Денес ќе учиме за духовните и културните потреби на луѓето во првобитната заедница. Ние луѓето денес, благодарение на научните достигнувања, имаме објаснување за појавите во природата. Знаеме за грмотевиците, поплавите, сушите, за звездите, за сонцето, планетите, за се она што се случува во природата. Но во минатото, нашите предци не ги имале овие сознанија. Тие сакале да си ги објаснат појавите околу нив, сакале да разберат што се случува. Тие се обидувале сите случувања да си ги објаснат со некакви надприродни сили. Некои луѓе верувале дека секој предмет, секое растение има душа и тоа се нарекува анимизам. Односно, човекот замислувал дека има невидливи суштества кои се наоѓаат во секоја појава и предмет, во секое растение, животно и во секој човек, и дека тие невидливи суштества кои биле замислувани како некакви духови управувале со се што се случува околу нив. Човекот им се обраќал на духовите кога имал од нив потреба и ги молел да му помогнат. Тој се надевал дека неговата молба и желба ќе се оствари, например, да огрее сонце, да заврне дожд, да дувне ветер, некој да оздрави и така натаму. По некој пат, кога желбите немале да им се исполнат, тие верувале дека лошите духови ги попречуваат, па започнале да се служат со магии за да ги спречат. Други луѓе верувале дека имаат потекло од некое животно и дека нивниот живот зависи од тоа животно. Па така, тие изработувале фигура или фигури од дрво или камен во чест на тоа животно и таа фигура се нарекува тотем, а верувањето тотемизам. Например, тие ако верувале дека нивниот предок е орел, тие ќе изработеле тотем на кој е прикажан орелот. Вообичаено, тие се молеле пред тотемот, барајки заштита при ловот, пред да започнат со сеидба за да имаат добар принос и често пати ветувале или оставале подароци во знак на благодарност. Некои луѓе верувале во духот на предците, верувајки дека ако нивните предци се закопани во близина, ќе ги штитат од зли сили. Понекогаш тие ги закопувале само нивните черепи во близина на нивното живеалиште. Тие биле убедени дека духот на умрениот живее и по смртта на телото. Тие ги сметале духовите на своите предци за добри духови кои им помагале во работата и ги заштитувале од лошите духови. Нашите далечни предци најмногу ја почитувале Божицата мајка, која ја сметале за прародителка на живиот свет на земјата, и тие изработувале фигури и статуетки, верувајки дека во неа е вселен духот на предокот и ги заштитува. Најчесто овие фигури на Божицата мајка стоеле покрај огништето и ако некој бил болен, особено малите дечиња ги седнувале покрај огништето за да бидат излекувани од Божицата мајка. И сега сакам вие да размислите. Што правите вие кога сте настинати? Дали се облекувате топло? Дали пиете чаеви? Откако подразмисливте, дали ви е логично зошто токму кај огништето стои фигурата и таму ги сместувале болните? Тие луѓе можеби немале научно знаење, но искуството им го покажувал патот за полесно живење и опстанок. За многу верувања на нашите предци ние дознаваме при раскопувањата на насилбите каде што тие живееле. Таму се пронајдени голем број на предмети од нивниот секојдневен живот, фигури изработени од камен,
коски, но пронајдени се и нивни слики. Најинтересни слики и цртежи се пронајдени на ѕидовите од пештерите. Најпознати цртежи се цртежите од пештерата Ласко во Франција и Алтамира во Шпанија. При цртањето биле користени земјени бои и се претпоставува дека маста од животните се користела како сврзник на боите. Тие ги цртале исклучиво животните кои што ги ловеле, па така пронајдени се цртежи од бизони, елени, коњи и диви свињи. На своите цртежи пештерските луѓе прикажувале лов на животни, магични игри и друго. Ловците, цртајки животно во кое биле вперени стрели или копја, верувале дека таквата постапка ќе им обезбеди успех во ловот, односно тоа што е нацртано и ќе се реализира. Траги од сликарството има и на орудијата, садовите и вообичаено тоа биле едноставни геометриски фигури. Старите луѓе биле и вајари кои изработувале од мек камен, наречен стеатит, различни мали фигури, при што ги прикажувале нивните идоли. Во текот на еволуцијата настанала промена на физичкиот изглед на човекот. Влакната од телото почнале да му паѓаат и човекот имал потреба да го заштити своето тело со облека. Најчесто облеката им била од кожи од животни. Што правеле тие со кожата? Прво, кожата ја дереле од животните и ја сушеле на сонце. Со помош на коски, кои служеле како игли за закачување на облеката, тие ги прицврстувале кожите да не им паѓаат од телото. Подоцна тие научиле да ја собираат волната од овците и козите и започнале да ја предат и да прават платно. Исто така, тие го користеле и ленот за изработка на платно. Од платната, со помош на игли, направени од коска, изработувале облека. Покрај облеката, тие употребувале и накит. Накитот можел да биде направен од некоја коска, запад некое животно кое тие го уловиле, пердуви, дрво, метал и друго. Од овој период постои и тетоважата. Имено, тие знаеле да ја засечат нивната кожа и да стават природна боја, која по зацелувањето на иссеченото место, бојата трајно останувала на нивната кожа. Луѓето се обидувале да ги заштитат и разубават и нивните живеалишта. Некој од нив на влезот од куќата ставале рогови од некое животно или закопувале череп на некој свој предок за да бидат заштитени. На отворите за прозорите ставале кожи од животни за да се заштитат од студ или топлина. Леглата им биле направени од слама и тие биле во близина на огништата, а до огништето вообичаено ставале фигура која ги штитела од лоши сили. На овој начин, овие наши предци се обидувале да си ги објаснат сите појави. А вие, драги ученици, ако сакате да се запознаете уште повеќе со животот на луѓето од предисторијата, вие препорачувам книгата Приказна од каменото време од англискиот писател Херберт Велс. Во книгата ќе се сретнете со ликот угломи и со него ќе ја доживеете приказната за предисторијата, односно да се изразам со зборовите како што започнува книгата, за времето до кое не допира човековото паметење. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.